Кичево оваа година ќе се претвори во центар на културните активности во земјата, во рамките на манифестацијата Кичево град на културата. По тој повод денеска во Кичево беше министерот за култура и туризам, Зоран Лутков, кој беше пречекан од градоначалникот на општина Кичево, Александар Јовановски. Со оваа пригода министерот за култура и туризам, Зоран Лутков, истакна дека граѓаните ќе имаат можност да проследат низа културни настани од месец март до декември. Во текот на 26-та година во Кичево ќе има огромен број на културни настани, на кои што сум особено горд, бидејќи голем дел од тие програмски активности ги видов. Сакам да упатам особена благодарност до градоначалникот доктор Александар Јовановски, до целиот тим што посветено работеше на изработката на апликацијата. Да го поздравам целиот тим, бидејќи вашата визија, професионалност и верба во потенцијалот на Кичево резултира со успех што еве денес го славиме сите заедно. Благодарност до сите институции, до сите здруженија, уметници и граѓани кои придонесоа во целиот овој процес, и ова е наш заеднички успех и наша заедничка одговорност. Затоа ова година ќе треба да искористиме како можност за создавање на нови партнерства, за отварање на институции кон младите, за креирање културни содржини кои што ќе ни остават трајни вредности. Најмногу треба да се фокусираме кон младите програми кои што ќе ги задржат младите овде, кои што ќе им кажат дека Кичево не е град од кој што треба да заминат, туку град во кој што ќе треба да останат да живеат и да создаваат нова, современа, модерна иднина. Додека градоначалникот Јовановски, откако му се заблагодари на министерот, изјави дека ова е историски момент за Кичево, бидејќи тоа е град каде разликите не разделуваат, туку но обединуваат. Ова признание за нашето богато културно наследство, за традицијата што со векови се пренасува од генерација на генерација. Признание за современата креативна енергија што денес пулсира во секој агол на нашето Кичево. Кичево од секогаш било раскрсница на култури, јазици, традиции. Град во кој различностите не разделуваат, туку не збогатуваат. Град во кој песната, играта, театарот, литературата и уметноста се дел од секојдневието. Денес со гордост можеме да кажеме дека Кичево е чувар на минатото и создавач на иднината. Почитуван министер Љутков, вашето присуство денес представува силна поддршка за нашата визија културата да биде двигател на развојот, како духовен, така економски и туристички. Веруваме дека преку заедничка соработка ќе создадеме програма која ќе го позиционира Кичево како препознатлива културна дестинација во државата и пошироко. Во овој проект имало околу 180 апликации, од кои поголемиот дел ќе бидат дел од различните манифестации што ќе се реализираат во текот на оваа година.